22 kutije, 22 nadprevaruvači, samo jedno prašanje. Kada je milionot? Секоја емисија се прашуваме каде е милионот. Замислете колку полесна би била играта која би знаеле каде е милионот, ама па не би била толку интересна. Се надевам дека ние сега вечерва ќе предпоставиме каде, за да го чуваме до крај доколку не е во кутијата на надпреварувачот. Тоа значи, драги наши, дека вие во моментот сте заедно со новото издание на Сили нешто на Сител. Велам добро вечер, уживајте и да видиме кој ќе ве забавува. Јасмина, кутија број 17. Вака се подготвува за настап. Здраво, Јасмина, добра ти вечер. Добра вечер. Јасмина Мирчевска Јовевска, како си ми, добра? Добра. Супер изгледаш. Ви благодарам, исто и Така и вие. треба, ти благодарам. Како си ми, кажи? Па добра. Што Супер. Така малку Што се возбудено, издиша? ама добро е, супер е. Учествуваше активно многу често во емисиите. Да, активна Со мислење, со така. предпоставки, со погодување. Некогаш погодував, некогаш не, али Како и сите останати, Како и никој сите, никогаш да. не е останал Да. на тоа дека цело време погодувал. така, точно, точно. Што погодуваш за 17-ката? Да те провериме сега, за твојата кутија. Па ниско. Привидевчи плава отворав цело време. Еднаш милионот го отворив и 250, претежно другите емисии ми беа Се надевам ниски. дека грешиш. Се надевам Дај дека Боже. грешиш, да, Дај дека Боже. тука немаш нешто ниско, но па доколку навистина имаш ниско, јас се надевам дека ние убаво можеме да ја продадеме. Знаеш како да работите? точно. Дека ако не е во твојата кутија милионот, да биде во онаа последна кутија што ќе ја чуваш и ќе биде навистина се поедноставно. Кажи ми, те молам, дали имаме нешто за чување, имаме ли шема, запиша нешто? Да, нешто запишав ако може да си земам. Секако, Шема повели, нема. повели. Океј, ајде. Значи не е тоа шема, туку некоја би се рекло веројатно некое подсетување. Да. Да, нема шема. Рипенкалото е подготвено. Ајде нешто да пишеме. Добро, во ред. Дали имаш Амајлија? Амајлија. Нема ни Амајлија, нема шема. Така. Само подсетување. Подсетување, Статистика. така, да. Во ред, кој се... Па што не мора да значи дека сум во право. Запишував стварно нешто, али Добро. Вака- Чија желба исполнуваше за да бидеш На надпреварувачка синот. во нашиот квиз? Да. Синот... на синот Христијан, тој подолг период, мамо да одиш ке Лила. И така цело време, ајде викам остави сега јас тоа. Немам други време сега. обврски, така натака. Така. И тој е упорен и баш моја клиентка, ептен пријателка блиска, Сара, таа учествуваше во квизот, баш посебно неја ја поздравувам. Така. И кажував и таа вика, па јас одам, вика, зошто вика ти не се пријавиш, вика, ајде. Така. И таа некако Господили незиното Да. убаво искуство, Точно. тука те пријави Таа ме и пријави, еве еве Јасмина. желбата на синот, точно, Овде, тука одлично. Добро е. Значи, играме со прилепчанката, да се подсетиме, дека постојано го коментиравме тој момент, која што во незината 17-ка има една од сумите што се на екранот. Добро знаете дека може да биде буквално било што. Од денар, преку 7, 65, милион, 500 денари, 200, се може да биде. Нам ни е најважно тој милион, ако не е во незината кутија, што подолго да го чуваме зубави понуди, затоа што никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, ниту јас, ниту таа, ниту банкарот. Членови на дворешна комисија се задолжени за распределба на вашите суми, што значи дека ќе биде интересно од почеток до крај. Дали сме подготвени? Да. Сигурна си? Као да не си. Малку, ама ајде, мора да се почне. Не е страшно сега. Тоа е Јасмина Мирчевска Јовевска. Така. Од прилеп рековме, ја игра незината игра овој пат. Прва рунда 5 кутии со кутија број 17. Почнуваме. Мислам дека овој аплауз, силен аплауз на твоите другари овде те окуражи малку. Така? Малку. Те опушти. Ајде, повели. Ајде, како ќе биде, не е страшно. Ајде, Татјанче. Што ќе биде, нека биде. Кој? Татјана. Татјана. 13. Број 13, Татјана. Почуваме со тебе. Отвори ја. Со среќа. Добра е. Браво.
почеток. Светлана. Светлана. Отвори кутија. Добро е. Ниско црвено. Цветанка. 11. Број 11. Цветанка отвори. Браво. Две сини, една ниска црвена, уште две. Снежана. 18. Снежана. Отвори ја кутијата. Браво. Уште една. Павлина. Само малку. Господја Павлина. Пиша. Ајде да завршиме со нешто ниско, со нешто браво, најниско. За малку ќе беше најниско. 5 денари, што да кажам, една феноменална прва рунда со 4 сини, ниска црвена. Да, слободно, што не ти пишува? Па препиша нешто. Препиша нешто, нема некој, имам и овде, уште едно, ајде види. Пишува? Ова е подобро. Што правиш сега, ги бришеш тие што си ги отворила? Да, нешто така. Добро, значи дали одеше сега по шемава, мислам по шема. Нешто што си има впишано, да, малку скокнав. Кога ги видов вака некои личности, после па се привратив. И добро одигра, Добро секоја чест. одиграв, да. Браво. Со кого си добро. дојдена? Здраво. Здраво. Ајде дамата ќе почнам. Јас сум Христина Илиевска, пријателка на Јасмина. Христина. Да, И? Христина Илиевска. Јас сум Маријан Мирчевски, сопруг на Јасмина. Маријан. Да. Сега вака сега. Маријан, ти си од Прилеп? Од Прилеп. Ти си девојка од Прилеп? Да. Да. Од Прилеп девојка и Прилеп мажена. Прилеп мажена. Значи не мрдате ни лево ни десно Не, таму. сато тука да се крепи. Тука да се крепи се на едно место. Добро, луѓе, дали сте задоволни првата рунда на Да, сум Одлично изиграна. одлично изиграна. Јасмина, е одлична, повеќе од одлична, и ќе има одлична прва понуда од нашиот банкар. Додека јас зборувам, таа гледа во, Да. во бројките, во шемите, ништо друго не е интересира, ни банкар што ќе каже. Никој, само таму гледа, гледате ја. Ја гледаш? Значи, цело време пишува. Па пишува банкару, ти ја круи судбината. Не сум лоша. Добра ти вечер. За нас е сега добра вечер во старт, за разлика од минатата. Голем поздрав. Христина, дали си ти прилепчанка прашува Да, банкарот? прилепчанка. Тоа до целата прилепска екипа, до сопругот другарка ти, сега кога Јасмина. Поздрав и до него. Дали гледаш ти Јасмина како изгледа? Абе, на крајот има да запе и да заигре кој ќе ти го земе милионот. Подготвена е. 13.000 денари. Одлично. Одлични 13.000 денари за нашата Јасмина, одличен старт. Се надам дека така и ќе продолжиме. Кажи дали првата понуда? Не. Што не? Не важи. Така е, понудата нема да важи. Затоа што на ваква игра, кој би рекол дека важи, кога гледаме дека добро ни оди, кога гледаме дека од 7.000 па се до милион. Ево игра. Браво за првата рунда на Јасмина, посакуваме ваква слична втора, одиме со втора рунда, 3 кути за Јасмина од Прилеп. Повели. Ајде тројката. Кутија број 3. Господин Милиој, отвори ја Што кутијата. ќе биде, нека биде. Што ќе биде, нека биди, а ќе биди само денар. Па браво! Одлично. Денарот го отворив. Го отворивме, денарот го мавнавме, Тоа е може. добро. Зоран?
еднаш Еднаш да. отвори. Ајде. Број 4. Зоран. Отвори. 250. После 6 кутии, може аплауз, заслужува секако. Отвори 6 фантастични кутии, седмата ја отвори висока, но за среќа милионот во игра. Уште една. Илија. Илија, број 12. Да завршиме со сина, отвори ја кутијата. Се надевам. Така е. Ниско црвено не е сино, ама е најниско црвено. Ова ќе беше уште една совршена рунда, Јасмина, да не го отворевме Зоки. Да. Како го отвори него и кој број беше тоа? Четворка беше, како, па онака, што знам, Без некој ајде посебно реков, да, без значење. некој посебно значење. Иако тука беше стварно во последните, ама што да знам, Во ајде. последните ти беше Да, во запишан. четворка во последните бе запишан. Гледаш, значи Сум згрешила. си сгрешила. Ама добро, не Затоа е што страшно. фино си го Ајде. позиционирала таму во бројките, но овде не се послуша себе си. Јасмина откри нешто повеќе за себе, значи мајка на две дечиња, Да. христијани. Димитрина. Колку години имаат? Христијан 11, Димитрина 5. Добро. Го гледат ли тие се или нешто? Да, го гледат. Имаат ли, по душа се прашувам, ми кажа дека заради христијан си тука и јас не знам што прашувам. Туку дали сакав да кажам, дали дадоа совет, идеја, бројка, датуми нивни, некои важни броеви. Па добро, малата е мала, таја не знае. А Христијан тој ме прашуваше, мамо, која ќе ја чуваш бројка, ама што Така. немав некоја бројка така зацртано да ја чувам. Не ми кажа некоја бројка да чувам, едино што така, значи роден ден негов, имен ден, значи Ги тоа чуваш се нешто. уште? Па Не можеш да четврти кажеш. да го отворив Христијан, да. И седми имен ден. Чекај, четврка кој беше? А Зоки? Без Зоран. Тој да го отворив роден ден од син ми, да. И тоа беше, значи роден ден или имен ден за Божи. Со што се занимаваш, Јасмина? Козметичар. Козметичко студио. Имаш своје козметичко студио? Да, своје козметичко студио. Како се вика? Lady T. Колку? Lady Di се вика? Да, Видиш ти? да. Добро. Lady Di, видиш ти. Не бе, ова римава од кош ми одала. Колку време го имаш тој салон? Дали работиш сама? Имаш ли колешки? Да, моментално сум сама, па 6,5 години бев вработена кај мојата газдарица Така. и скоро уште некој месец, 12 години сум сама. Сама си 12 години, се работиш сите услуги ги нудиш таму или Да, неколку? од страна на лице и на тело, значи ногти, шминки, А и шминкаш, значи, а фризура? трепки, косане. Косане. Не, да. Аха. Другото лице, тело, се, комплет. Добро, помага ли Маријан во овој бизнис? Па, не. Слабо не. Ретко. Слабо, а? Да. Во ниеден сегмент, Маријан? Не. Во ниеден Еднаш му сегмент. дадов прилика да закажи и сето го направи кркамбар. Дури ли тоа не го... Да, и повеќе му реков не. Дури не знаеше ни да закаже. Не знаеше, туку ги спомеше работива. Да. Добро, Христина, со што ти се занимаваш? Јас сум невработена. Така, значи немаш врска со незинава работа, сакам. Тоа прашувам. Добро, во ред. Да видиме што вели нашиот банкар после добрата втора рунда. Се една висока отворена. Сега ќе видиме. Банкару. Секојаш имам Рима за разлика од тебе. Знам дека многу се, ама не ти оди. Значи, тебе ти оди математика, мене ми оди македонски јазик и книжевност. Тоа што кој што завршил, тоа му оди. Тоа ти велам, немој да се правиш поет со сила. Не можеш. Вели, иако отвори на бајаги висока, сепак имаме покачување, тоа нам не е најважно. 16.000. Од 13 на 16.000. 1.100.000 во игра, нека останат во игра. Кажи дали втората понуда не важи. Не важи. Така. Отворени се 3 црвени, повеќе сини, но во тие црвени отворивме една бајаги висока и тоа од роден денот на Христијан, кој што требаше малку чува. да се чува. Да. Но добро, има 1.100.065, ако си видела уште некој број да чуваш, причувај го, да не случайно таму има нешто високо. А сега, повели, драга моја, играш за 1.000.000, трета рунда во се или нешто за наша Јасмина.
новата си играчка Христина. Леле, што споровивме со Христиниве. Една Христина, Христијан, Синти и уште една Христина. Христина, здраво. Здраво. Представи ни се. Јас сум Христина Аврамовска и доаѓам од Куманово. Со што се занимаваш? Па моментално работам во пекар. Во пекара. Да. А инаку по професија што си? Козметичар. Козметична, Да. колешка една. Абе, тоа е една, испраќаме, друга мора една да има во квизов, ако затреба итно нешто. Добро, драго ми е Христина. Ќе отвориме, така? Да, да. Отвори ја кутијата. Браво. Кутија број 6. Дарко. Дарко, број 6. Почнуваме со тебе. Отвори ја кутијата. Браво. Не почнуваме, продолжуваме. Добро. Чекай само малку да видам, само секунда. Марија, што разговарате, кажувај, што ја рече? Па разговараме дека сгреши ще го отвори бројот 4. Така е. Сега, види, сега джабе веземе, Сме тоа што здрави, пројде, живи. да. Тоа што пројде джабе, туку гледајте сега, доколку нема ништо високо во низината кутија, да не погодиме уште нешто високо. Значи, она една сгреши. Ајде сега вие реагирате, не да Боже, да во оваа трета кутија од третата рунда не отвори нешто високо. Како размислуваш, што размислуваш? Кој е деветка? Оу, Стефан 9 бил. Стефан е деветка. Стефан, точно знаеш дека има 35.000 динари во кутијата минатата емисија. Да. Браво, Стефан. Дали сега предпоставуваш можеби што имаш во твојата деветка? Па сега за сега немам некој пречество. Ајде го почуваме. После ќе кажи нешто тој. Шо знам, она му Ирена Мартин. 19 Ирена, Да, Мартин 14. Ирена и да отворяваше. Можно е да е ниско црвен. Можно. Симонче? Сино? Се надеваме, не знам. Ајде, Симонче, нека биде. Симона, отвори ја кутијата. Браво. Одлично. Уште една одлична рунда, играш онака како што треба, ги чисти што се вели ниските и сините и кој ќе погледам сега во екранот, повторно ми паѓа на памет Зорани четворката, дека доколку таа ја чуваше, ти сега ти имаше исклучиво црвени, високи и Марија немаше да шепка на Христина, не требаше да ја отвори четворката. А нека дојди тој, нека игра. Тоа била, не, сега тоа сега да кажам, па се договоривте ли нешто, Маријан? Не, се немаме ништо договорено. Добро. Незина игра. Да бе, незина игра 5 пати спомна. Не требаше да кажа да не ја отвори. Се шегувам. Добро. Што сакаш да ни споделиш, да ни раскажеш некоја интересна ситуација? Еве, може она со кружниот тоа беше интересна. Раскажи ја. Па да. Многу души зален се смеат. Па тоа беше... Малата ми беше некаде, шо знам така, 6-7 месеци можеби. И стварно близко седам до работата, значи 10 минути ми е пешки, ама често пати одев со кола, преведејќи уште да ја доев и така кога... Со мало дете, со мало идеш со дете, кола. одиш со кола налево, надесно. И тој ден баш бев пешки. И сега наместо да си одам по булевар како што треба си одам дома, јас одам под друг пат, да речем, кај што одам со кола и вртам на кружен, Ти а јас сум ги пешки. следиш патот со кола кај што возиш, Да. без добро? И одиш И одам на кружен и вртиш. и се вртам на кружен, а јас пешки. Тоа се за мајни. И истовремено разговарам
играм со моја братучетка и кој ми текна дека сум накружен, застанав, леле викам дали знаеш ти јас шопрам. И там вика шо? Па јас викам сум пешки, ја вртам накружен како со колата да сум. Да. И тоа там се вика случува. зар, викам Кога си замаен зар, со да, мало со дете, мало дете трчаш работа, дома и обврски, и ти што велиш, одам на кружниот ток, Да. одам по патот на колите. Па добро, никој не ми свирна. Јас не знам како никој не ми свирна да Па што да те плашат сега? Што со малата Одиови. беше во раце? Не, А сама беше? Сама бев, сама. Кој знае што си помислиле? Па не знам. Што да Си има правиш? речено, забегува. Одлетало пилето. Знаеш какви се луѓето, не сакаат да се мешаат. Добро, луѓе, 6-5, 100.000, милион во игра. Понуда број 3. Супер понуда број 3. Супер сега. понуда број 3. Ќе не најдеш на кружниот ток таму. Во Прилепа колку кружни токови да има? Има. Па не знам, има неколку, ама ти не, тој главниот чуди мене. Чекаме супер понуда, така е, банкару. Вели имате понуда број 3. Супер. 32.000 денари понуда број 3. Тоа е она оптимална понуда за трета рунда кога имате вака добра игра. Ти овие 32.000 малте не ги имаш и на екранот, имаш и 65.000 и 100.000 и секако милион. Мислиш дека се смени нешто во меѓувреме, дека ова 17 има нешто високо, сега кога гледаш како играш? Или не? Би Искрено. сакала, ама не. Не верувам да имам. Или нешто ако имам ниско црвено, шо знам. 10.007, така нешто. Не верувам дека имам висока сума во 17-ка. А 32.000 како ти звучат? Како за понуда број 3? Па добро, ама кога ги имам веќе другиве 35, 65, така да... Да прашува? Да. Добро. Како што рече таа, ги има и 65, и 100.000 и милион. Така. Кажи дали понудата од 32.000 денари ваши. Не ваши. Браво. Храбра, дисциплинирана и сигурна. Така изгледа, па така изгледа твојата игра. За сега се надвам дека нема зошто да менуваме и тактика, и среќа, и интуиција. Нека остане се во игра, вклучувајќи го и милионот. Четврта важна рунда за нашата Јасмина. Ивана, 5. Почнуваме со Иванче. Ајде. Добро, не е страшно, 100.000 милион. Кога се во игра за 65 велиме дека не е ништо страшно. 6, 5. Ирена, 19. Сигурна си? Ау, Ирена, што е со тебе работава? Се јави прв пат сега. Што? Што мислиш, драга? Дека има високо. Ниско црвено. Ама Па не, ниско црвено нас не плаши. Да не е нешто од високо црвено. мислам, не сум сигурна. Маријан, Христина. Да продолжи да отвора вака или да... Па да се продолжи така како што има замислено. Како сакате? Ги отвори 250 за дека тера. Он уште ги мисли тие. Готово само за... А не вика луѓе, фала Богу, милиони 100.000 ми се во игра. Ајде бе сега. Кој сега? Здравје. Па... 19... Ма мора да... Круго, се стеснува. Ајде, Ренче, отвори. Ирена. Се надевам дека не беше во право. Отвори ако ти е. Јас. Браво! Фала Богу, па не беше во право, Ирена. Да. Уште една ваква, гледај колку убаво изгледа екранот, луѓе. Само две сини од една страна, а ваму и 35 и 100.000 и милион. Нека останат. Уште нема мал. Меѓу кого се мислиш? Веселинка и Кате. Меѓу тие две
Шо знам, ама мој гоце нешто. Или Божик. Една Комшијава. добра кутија те дели од една убава понуда број 4. Ајде кате. Тргна, се врати. Ова значи дека е пола битолченка, ни кажа. Од кај саат, од таму. Да отвориме? Те гледа Маријан, сака да ти каже нешто. Кажувај, гласно, слободно. Кажувај, што мислиш, кажувај. Кажувај сега што мислиш, што ти дома не ти е дозволено твое мислење. Сега овде да кажеш. Јас си реков 11 да ја чувам, а таа е од 11-ка. Па ниска беше. Беше ниска. Да, па добро, што беше тоа? Веселинче, што мислиш, бе? Под Куманово, Прилов, обично добра ми е. Релација. Мислиш? Ја не се обраќам на Веселинка, а кажам развесели, не насмеј се, ќе не упропастиш. Ништо не кажувам. Ајде, Веселинка. Ајде, весела намќор. Ајде. Браво, весела, браво. Секоја чест, девојки, убаво се договоривте. Луѓе, преубаво изгледа екранот. За убава понуда 1.100.500 денари. Сакам да кажам, дај тие да ги отвориме 1.100.035.000. Имаме 3 убави кутии. Ако играме следната рунда, овие мора да останат во игра, односно последно милионот. Дали дел од парите ти се наменети за Ерусалим? Сакаш да го посетиш Ерусалим? Да, сакам да го посетам, ама не, дел од овие пари не. Сакам да го посетам, ама не. Не од овие пари. Така да таму Добро. дефинитивно здравие Боже. Планираш? Да. Добро, само зашто ги дечките се да пари, бе? пораснат. Ајде. Леле, искрена да бидам, пари бе зашто ми се. Како што реков, желбата беше на син ми стварно. Сакав него да го испочитувам. Ќе му го најдеме крајов на парите. Не, тоа е знам, да страшно. Боже, туку. Што сака Христијан? Што го купила? Христијан айфон. Айфон, значи телефон те сака. Тој телефон ќе сака. Таа е мала, ништо не знае. Мислите играчки сега си сака. Што се запња вас, Димитрина, дека ништо не скакаш, сигурно се играчка нека сака. Играчка, да, ама со не ќе поминам со лесно. Лесно ќе пројдеш. Да. Вака од кога ќе те чуеш што збориш, не сум баш сигурна. Да. Добро. А доколку земам стварно убава сума, па ќе се панувам нешто во дуќанот. За дуќанот. Ама Ова го чекав. Знаев дека ќе купиме, тоа е нормално. Сега има Мораш да сајм. вложуваш. Уствари не. Ќе има, добро Сега да сме има јуни. сајми. Океј, Океј. на сајми Ова се доаѓаат, крати- поминуваат Така. на секој месец има некаде да, сајм. да, Така да, што да, точно. што ти треба? Прво вака што ти паѓа на памет? За Дуќанов. Што ти паѓа на памет? Што ми паѓа? Па гледам еден апарат така за тело, за целулит. За целулит. Да. Ах, имам. тој непријател број 1 на жените, меѓутоа морам да ви кажам една работа. Ние сме тие што се замараме најмногу со тој целулит. да. Па тоа не, што е тоа страшно на крајот на денот? Значи, добро е да го немаш, добро е да Да. го средиш. Ама па дека сега треба косите да ги кореме ако имало целулит. Маријан, ти ја забележуваш ли целулит кај твојата жена, ама она до душа го нема како што изгледа, ама Не забележувам. ама би ти пречело ли сега ако не знам она има некој целулит? Не. Еден аплауз за Маријан. Се надевам, што се смееш? Мислиш дека не е искрен? Кажи ми сега искрено. Ти рекол ли некогаш, со оглед тоа бидејќи си навистина убава жена и си складна и фит, некош ти кажал ли леле си се поправила или нешто бе не? Не, Имало ли само така? едино што секогаш коментира, вика, значи мораш вика да се, како ми вика, на кондуриш, на цунцуриш, така Добро. некако ми вика. Добро. И тоа тај ми е така, можел Да се- некош да бидам поедноставно, а јас така си сум навикнала. Сака да каже дека претеруваш? Сум претерувала. Не, господине Марија, никогаш не е доволно дотерување на жена. Јас почитувам се. Јас почитувам, ај само да кренам на банкарот, па ќе ви кажам. Јас почитувам и жени кои што не се шминкаат. Кои жени кои што не сакаат да се шминкаат, жени кои што не сакаат да се дотеруваат, тоа е легитимно право. Се почитувам. Меѓутоа, ако некој сака да се нашминка, дотера на кинџури, апсолутно поддржувам. Оправдувам. Има право и треба да изгледа убаво и дотерано. Кажи сега банкару. Ти за кој си? Банкарот е еден аплауз за жените, он за сите. Така е банкарот. Секоја си има своје убавина и секоја си има своје легитимно право како ќе изгледа и што ќе направи. Така е. Само најважно да е избањата и косата да е не мора да е средена, напеглана, да биде избањата косата, чиста да биде. Тоа е најважно. Да види косата чешал.
Да, банкару. После ово уговорници одам. Убава е понудава. Убава е. Ама имаш две повисоки од овие двете 100.000 и милионти се повисоки. Да беа 250.000 уште повеќе беше како и да е. 55.000 денари е понудата на банка. Супер понуда. Убава. Дека е убава, посебно што нели уште цела рунда е. Луѓе, уште една рунда има до крај. Бе, добро, убаво е да се каже, само и да се продолжи, што би... И тоа треба да се размислува, не само да кажам дека не важи. Така е. Погледни убава, што би отворила, ми се е убава понудата. Знаеш, дека може лесно да ја изгубиш. Точно. Мартин, што имаме? Не знаш. Гоце? Леле? Се мислам дека имам 100.000, не знам зашто. Не зафркавај, Гоце. Па не знам. Кажувај. Колку пати до сега 100.000 во деветка? 100.000 колку пати има во деветка? 100.000 според твојата шема. Колку пати има во деветка? Од деветка? Таа е во другата шема кај Вчанто. Аха, не па добро. Имаше Веселинче отворена деветката со 100.000. Да, со деветката. Ти се прифаќа или ти се игра? Ми се игра. Браво. Тоа е за... Ама и добра за сума. Да, и сумата. И сумава е... А бе, жена? Ти најде ли 3 кути што би ги отворила? Не ми се најде, нема ќе ги најдем. Не, сакав да кажам дека така реков, ако е до кај 50.000, реков, че ризикувам плюс минус. Ама ајде, може. Маријан, за шо си ти? За да оди... Не Да продолжи? Да, Мине уште една? Кика? Твоја одлуката. Епе на плата. Играј, ајде. Ќе извади. Играј. Двајцата велат да играш, ти си за играње. 55.000 со милиони 100.000, кажи дали важи. Не важи. Браво. Одлично, луѓе, играме предпоследната рунда заедно со Јасмина од Прилеп. Убаво изгледа екранот, се надевам дека ќе изгледа убаво и после отворените 3 кутии. Треба да отвориме 500 денари, 3.000, 7.000, 10.000, 20.000 или 35.000. 100 милиони нека останат во игра. Јасмина игра предпоследната рунда. Во сегли нешто? Ајде, Николчо. Храбро го отвораме Николчо, кој што ни вети дека нема да биде опасен вечерва. Така ли е? Ајде, отвори. Опасен е Коля. Браво! И го исполни ветувањето. Браво за изборот на Јасмина и за нашиот Николчо. А сега ние одиме со уште 2 кутии. Така, тоа е 6, 5. Седмицата што ти кажува тоа? Што е, Гоце? 500-ка? 500 денари? Па, Не, чекај. Комшијата Гоце, заедно погодувавте. Да, по комшинска линија треба да ми отвориш нешто ниско. Сега. да не биде подраческа како кај комшијата. Немој, аман, жив ти, мајка, немој. Чекај се, вака. Како мислиш така? Јован, што мислиш ти? Прошла во емисија 500 денари, сега мислам дека е нешто црвено, ама не знам што е.
Јован, минатата емисија погоди. Да. Сега за сега не знам. Гоце. Изборот паѓа на 7 и незиниот комшија Гоце отвори. Со среќа. Браво! Само 7000. Видете, а мртва ладна тука стои, не се поместува. Само рече Ја добро. само се издишувам. Луѓе, браво, уште една кутија. Ајде. 100.000 милион се во игра. Кој 14? А, Мартин. Два. Уху. Тешка битка. Да. Уште една. Стефан 9, Даниел кажеш 21, нешто? Јован 22, Мартин 14, Кати 16. Луѓе, 21. последна кутија. Ти размисли. Марија, што мислиш? Ништо не мислам. Марија само чека пари да земеш. Тоа е, да. Чекам пари. Ајде, Јован. Дефинитивно. Мора нешто да се отвори измеѓу Кати и Јован, се двоумам. Искрена да бидам. Али, ајде Јован, ајде. Јован нека биде. Кутија бр 22. Само малку, Јован. Ова е дефинитивно, барем во оваа фаза од играта најважната кутија. Зашто има уште една цела рунда до крај. 100.000 милион би било добро да заборави дека се во игра, освен ако едната нели не во незината кутија. Друштво, кој ќе да знаеме што има таму? После реклами. После реклами. Одиме со реклами. Јасмина Мирчевска Јовевска со кутија број 17 ни дојде од Прилеп, тука со незиниот сопруг и незината другарка. Релативно игра сама, па сама игра, да. И добро и оди, мора да признаеме дека добро и оди. На крајот од предпоследната рунда одбра една кутија, 100.000 милиони се во игра и се насмевнува убава понуда. Условот е да има нешто ниско кај Јован. Да не гледам. Како сакаш. Отвори. Среќа. Јован! Ма браво! Само 10.000 денари! Каква насмевка на лицето на Јасмина, она беше као, па ја можам уште една да играм, 3 високи имам во игра, браво! Друштва! Супер. Браво! Не, супер! Одлично. Ефтен е супер! Па после Не ќе кажете? зачекував. А? Не очекував. Не очекуваш, а? За казната има пари, сега. Да, и каза ни праши. Казна ви пиша, за што, за паркинг? Да, ма пратихме порака на паркинг и пак каза ни пиша. Ама не може, се кажува. Значи, треба да се јавите, да кажете дека сте пуштиле пораки и така Па натаму. известим, не сега. Да, ќе се јавите после јавивме. емисијата. Јас ќе им се јавам. Луѓе, аплауз. Овде во оваа понуда сега за нашата клиника има многу повеќе од казна за автомобил, за паркирање. Да видам со тешко срце каква убава, чекај, песна за моите уши. Ништо немој да збориш, само понудата те молам, немој ништо да ми збориш. Ако може да ја отпееш. Сега ми ги кажува бројка по бројка. Аха. Доволно, банкару, доволно. Од тебе сакам да кажам доволно, никако понуда. Убава е понудата. Ако имаме храброст за понатаму, ќе биде уште поубава. 110.000 денари, вели банкарот. Сега вам да ја прифатиш. Што вели, Марија? Не слушам. Што вели? Да ја прифатам. Станува жешко сега. Станува жешко. На пето. Возбудени сме се. Почнавме телефони да фрламе тука се што имаме. Нема.
Поскапа е машината, а? Колку е? Скоро Отприлика. 5 бона. Скоро 5 бона. А, скоро 5.000. Да, да. Добро. Тогаш треба уште една да одиграш, ама милионот мора да остане во игра. Или овие да ги земаш па да доплатја Маријан сега, нешто да се прави, така Маријан? Да се погодиме некако. Ќе се погодите, така е. Која би ја чувала за крај? За крај? Да. Од која ти е најмногу страф? Оф, па од која? 21 Даниел малку така ми е сумлив. Што знам, 16-ката често пати имаше милиони и висока ја отвораше. Така да тие двете, значи Мартин и Значи битката е Стефан. меѓу тие две, би ги Да. отворила Стефан и па Мартин, Стефан и јас да се отворам. да ги смениме правилата на играта. Да се вратиме на понудата. 110.000 денари. Дали си подготвена да ми одговориш на прашањето? Дали уште размислуваш за продолжување? Чекай, малку само една секунда. Ајде, може. Молам. Може, може. А без оки, како те отвори бе тебе без оки. Гледаш без оки, бе, а? Не, бе, ќе си ја зема. Убав Да си ја земеш. сума. Стан. Да, супер пануда имам. Мада што не е милионов долу, како ме лажи. Лажи таблата. Лажи тој милион. Ова е табла која што многу лаже. Да. Може да прашам? Милиони 100.000 се уште во игра, може би едно од овие две се наоѓа од твојата 17-ка. Не знам, но за сега банкарот оваа кутија која што вреди милион, може би само 500 денари, кој да знае, да. е спремен да ја плати 110.000 денари. Кажи дали понудата ваши. Баш. Сепак важи. Немаше храброст, се мислеше бајаги. Немаше храброст. Дали може, да те замолам, да одиграш како што би играла? Без Да. премислувања, Да, така, без... така. Многу ме Точно. интересира дали некаде сгрешивме, дали имаме тука милион, дали до крај ќе го чувавме. Повели, Сигурно Драга. сум згрешена. Чим Повели. прифатив. Сгрешена ли си? Да. Повели. Ако не прифатив, ајде Стефан. Стефан кутија број 9. Отвори. Готово се отвори, нема плашење, шо е тоа е? Добро? Нема аплауз, не. Нема аплауз, не. Стефана, што мислеше ти, дека имаш висок клас? Не, ја кажав или ниско, црвено или 100.000. А, така каже, да се сеќам. Така е. Луѓе, 100.000 милион, па и 35, замислете се вида. Сега, ќе ко забелја 500 денари ќе отвориме. Да. Ајде кате. Катерина Моме. Отвори ја. Ајде отвори го милионот, не ми биде криво. Аме не. Е, не. Е, не. Не е ова можно. Е, не. Луѓе, Мартин, чекайте малку. Чекайте малку, другари. Па ти гледаш ли како ти изгледа екранот? па што да правам сега? Тоа е тоа. Милионот уште во игра, луѓе. Лошо. Која кутија меѓу овие двајца што ти беше страв, која би отворила? 14, Мартин. Даниел кажа дека се високите кај мене кај него. Отвори ја Мартин кутијата. Добро е. Аплаудирајте. Аплаудирајте затоа што на вистина ќе ни беше Да. многу криво. Криво, точно. Супер, како го сочува Мартин толку долго, скоро до крај? Па добро, Мартин имаш отворено и високо еднаш два пати, така беше. И како го сочував? Па горе ги отворив и очекував нешто да има горе високо, привидејќи другиве беа така добри, солидни, ниски. И така, остана Мартин горе. Неверојатно, Чекував. го чувавме, вели, среќа, па го отвори. Да не го отвореше. Знаеш кој ќе беше криво, особено што ти требаа париве за тоа зашто ти требаа. Ау!
100.000 да имаш кај тебе не ни е криво. Не, 35. Банкару на време со на време што зборам сега. Се едно уствари, боле што се не е се едно. Ајде да не зборам, повели. да не го должам сега, да не комплицирам со мобитиве. Овој пак понудата ќе беа 67.000 денари и банкарот вели дали ќе беше прифатена или верува дека има 100.000 во нејзината кутија. Не, ќе беа прифатени, приведејќи мислам дека 30, како вака, мислам Да. вака останува 35, мислам дека имам кај мене. Значи ќе ги прифатиш. Значи ќе ги прифатиш Да. 60.000. Да, Во ред. да. Отворија кутијата, ти сепак зема 110. Дали 100? Като вете највисоки си ги чувала во игра. Браво, Даниел, отворија твојата стотка. Секоја чест, гледате колку добро изгледаат и понудите играта кога имате таква среќа или интуиција, како и да ја наречете, да ги чувате овие високи суми. Од оваа дистанца се чудам како го отвори Зоран, дека можеш и него да го чуваш за малце до крај, ако ти текнеше за четврка. Несвесно, ама нема врска. 23 АБВГД. Половина бонус исто ништо или двојно? Ќе си играли? Не. Која ви е играла? Би ја играла Д, заради Димитрина, ама... Ајде, нека дојде Маријан. Трче Ајде, Маријан. господинот. Само кажи ми дали би ја играли ти Д или друга би отворил ти? И јас да би ја играл. Двајцата, во ред. Ајде, отворија Д. Во случај да играв... Не, само отворија. Само отворија. Ете така. Да ја игравте. Ќе си одевте без ништо. Добро е што не ја игравте. Благодарам, Маријан. Седни си на твоето место. Јасмина, одлична игра. Секоја ти супер, чест, да. браво. Се си беше таман. Милионот, среќа што тогаш се откажа, па Благодарам. милионот го... Добро, ова не е едно до ние што играде пенгалата. Еви. Да. За крај, Јасмина. За крај. Екипот на сите ви посакувам среќа, повеќе од мојата, да земите повеќе пари од мене. За крај голем поздрав до моите редовни клиентки, посебно до Саре, која што ме пријави. Саре моментално треба да се породи, чека малецко, и браво. посакувам Ајде. што побрзо, Со лесно. да. И поздрав до сите гледачи на квизот, сите што ме знаат, сите што не ме знаат, кој што ме сака, кој што не ме сака. И да. Не си витила некому нешто, подсетувајте ја на време, ќе биде не ги поздрави. Сите се поздравени, Сите буквално. ќе се пронајдат тука. Се пронајде тука. Јасмина, одлична стратегија, би рекла јас. Интуиција добра, предпоставки кој каде било, зошто било, ги чуваше двете вистински кутии и затоа се одиш со одлични 110.000 за кутија вредна само 35.000. Убав аплауз, благодарна за твојата подршка, Маријан и Кристина, кои што беа заедно со тебе, а Јасмина за прилепот, сефот на банкарот, преку плетвар ќе однесе убави 110.000 денари. Поздрав до Димитрина и Христијан. Се гледаме во следното издание. Чао, чао.